Времето се менува, зимата како да ја прескочи есента, но тоа не значи дека ние сопираме со нашите активности, односно се обидуваме да ви ги представиме сите кандидати за градоначалници, барем што се однесува до скопските општини и кога е во прашање градот Скопје. Зато тука со мене денеска е Дејан Митевски, актуелниот градоначалник на Аеродром, кој исто така е кандидат на престојните локални избори. Добар ден. Срѓан, добар ден и поздрав до гледачите на Слободен печат. Благодарам. Прв пат сте тука? Прв пат во оваа студија, да. Не сум бил претходно. Ете, прилика сега, нели се надам дека и ќе зачестите. Со задоволство. Ајде малку повеќе за човекот кој пред 2 години, ако не се лажам, станавте ВД. Една година и 2 месеци. Така, година и 2 месеци станавте ВД градоначалник од позицијата, бевте председател на Советот на општината и кога вашиот претходник Муцунски стана министер за надворешни работи, тогаш вие го заменивте на таа позиција. Како е да се седне во градоначалничкото столче во Аеродром? Однадвор многу поедноставно, кога ќе се седне многу потешко, меѓутоа сепак предизвик, задоволство, но најмногу голема одговорност од причина што имаме 100.000 граѓани кои што очекуваат подобро утре и повеќе проекти реализирани од нас, така што не е едноставна работа, но сме се нафатиле и се надевам дека и успешно работиме и ќе продолжиме да работиме. Аеродром е една од најурбаните општини во Македонија, значи тешко е да се најде таму маана некаква, но сепак велите имате бројни проекти. Некаде прочитав планирате гасна централа. Зошто гасна централа? Тоа е еден од проектите како мерки за намалување на загадувањето. Тоа е гасна когенеративна централа, која што ќе ја спроведува како проект владата на Република Македонија, од каде што како нуспроизвод топлата вода ќе се користи како топлинска енергија за загревање на домовите. Веќе во напредна фаза реализацијата на проектот, изработена е физибилити студија, проектирани се 110 километри топловодна мрежа, која што ќе ги опфати Горна Лисиче, Долна Лисиче, улиците Тодор Чангов, Георги Капчев, населба Лисиче, целиот оној дел од аеродром кој што не користи топлинска енергија од градското парно за загревање на домовите и на тој начин ќе се обидеме да ги приклучиме сите домаќинства на топлинска енергија и главен извор на загревање на домовите да биде. Те не се се воглавном куќице тоа, така да, не се оби со куќи. Тоа е делот на аеродром каде што постојат индивидуални домаќинства, односно куќи. И таму се греа, да кажеме, на дрва или на што и... Иако морам да кажам, во минативе години во многу намалено грењето на дрва, се користат и други алтернативни извори за затоплување, како пелети, како клима уреди, топлински пумпи, но сепак постои грење на дрва, а согласно студиите кои што ги имаме и истражувањата, еден од главните причинители за загадување на воздухот во зимскиот период е грењето на дрва. Да, тоа е еден од рак рана на цело Скопје. Ајде кога сме кај овака загаденоста, пред известно време аеродром беше баш на ударот, од она депонија Вардариште која е баш тука, непосредно блиску до непосредно блиску до општината. Вие, ако не се лажам, кажавте не е тоа ваша надлежност и тоа е точно дека не е ваша надлежност, но тие што беа надлежни не реагираа баш најдобро. Не би се согласил целосно. Сакам да кажам, што може градоначалник да направи на општина во една таква ситуација? Градоначалникот може да комуницира со институциите со цел да побара помош и да ставиме крај на таа депонија. Кажавте вие, депонијата Вардариште е надвор територијално од аеродром и е проблематично за директно делување, меѓутоа како градоначалник ги разбирам граѓаните што протестираат. Јас се приклучив кон протестите и заеднички бараме решенија. Во интензивна комуникација сме со Министерството за внатрешни работи, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, општина Газибава, се со цел да делуваме превентивно со краткорочни мерки кои што ќе ја стават во контрола, под контрола депонијата Вардариште, а веќе во наредниот период да се преземат и реални мерки за нејзино расчистување, односно санирање. Неопходен е градот Скопје, за жал соработката нема, меѓутоа во овој период од првото палење на депонијата, Министерството за внатрешни работи постави таму полициска патрола 24 часовна. Дирекцијата за заштита и спасување ангажираше приватно патролно обезбедување кое што е постојано таму на терен. Владата на Република Македонија донесе одлука за целосна забрана за движење во рамки на депонијата Вардариште,
Министерството за социјална политика, демографија и млади изврши мапирање на луѓето кои што се диво населени во непосредна близина на депонијата Вардариште. Констатирани се, односно на лице место се затекнати 106 возрастни лица и 116 малолетни лица кои што живеат во субстандарни услови, катастрофални, за кои што веќе се изработува план за нивно раселување во понормални услови кои што ќе значат пред се подобар живот за нивните дечиња, така што кога ќе се финализира тој план, ќе може да се почне со реално отстранување од таа депонија. Од страна на Министерството за внатрешни работи се затворени 3 отпади кои што функционира на диво, воопсени се повеќе десетина лица кои што предизвикува палење таму на лице место, така што краткорочно се преземаат мерки, долгорочно мора да имаме соработка со градот Скопје, која што во моментов ја немаме за жал, за да може реално да се отпочне со делување на лице место, односно рачистување на депонијата, одгаснување на депонијата и нејзино санирање, односно носење на насипи со земја, пошумување, засадување на трева и така натаму. Текнуваат ли диви депонии? Често. Постојано да. Постојано да. Како тоа се реши? За жал. Има ли решение тоа? Не прашувам само за аеродром, ја тоа го прашувам за Ова е цела проблем на Скопје, проблем на Македонија, најверојатно ѓубрето. Морам да кажам дека добро што веќе подигаме свеста и разговараме за депонија, разговараме за животна средина, чист воздух, хигиена и така натаму. Пред неколку години разговаравме за прекумерна изградба на згради во аеродром, сечење на дрва. Тоа не го гледаме во моментов. Претходно разговаравме за невработена, за мали плати. Дојде на ред и грижата за животната средина и тоа е добро. И сметам дека одиме во добра насока, да. И веќе свеста се издигнува на едно повисоко ниво и бараме подобри услови за живот. Неопходен ни е комплетен систем за третман на отпадот. Ќе кажам генерално за Скопје, а претпоставам дека исто така важи и за Македонија. Неопходна ни е соработка со комунална хигиена Скопје, оние што ги плаќаме ние секој месец. Ние како општини месечно ангажираме и приватни компании и оператори, мајќи предвид дека не ни е примарна надлежност и немаме наша механизација за празнење контејнери, за одведување на отпад во Дрисла. Дневно како општина само ние депонираме повеќе од 10 тони отпад во Дрисла. Тоа го правиме. Комунална хигиена не го прави? Тоа го правиме заради тоа што не го прави комунална хигиена. Нередовно ги празни контејнерите. Поради нередовно празнење на контејнерите, граѓаните отпадот од дома го остават најчесто до контејнери. Имаме многу чести појави на кабаст отпад од градежен шут, кој што настанува при реновирање на домовите. Воведовме една услуга со скромен доместок да општината на барање на граѓаните испрати возило со работници да може да го подигнат буквално од куќен праг кабастиот отпад или градежниот шут. Веќе во тек е акција за поставување на контејнери за кабаст отпад, тоа го правиме, го воведовме како редовна пракса 2 пати во текот на годината. Правиме се што е во наша надлежност да го намалиме оној отпад кој што го гледаме во парковите, за жал честа слика. Да се префрлиме на сообраќајот и на паркинг местата. Тоа е нормално поврзано со една огромна урбанизација на населбата аеродром пред се, па населбата Ново Лисиче. Тука се изградени огромен број на згради. Јас кога бев дете, кога трчав таму на она така наречено игралиште Вембли, и тогаш имаше многу згради, но сега ги има премногу. Сега тоа е, мислам дека уште една зграда и тоа би пропаднало вака. Апсолутно да. Како сега тоа се стави тука некој ред? Во овие 4 години. Зашто го прашувам? Вие општините, најголемиот дел од финансиите ги токму од градењето на нови објекти ги земате. Знаете, ако нели за да се изгради нешто ново, па треба и нели нешто некој друг да изгради. И како тоа, како некој магијапсан круг е тоа? Во минатото аеродром додека се градеше, прво што имаше многу помал број на жители, бидејќи тие објекти беа во изградба и не беа населени со жители. Второ, немаше толку развиени нови населби. Се доселија повеќе од 20 до 30.000 жители на истата територија на општина Аеродром, што го отежна системот на менаџирање на општината. Не се водеше доволно грижа за пропратната инфраструктура, главен фокус беше ставен на изградба на нови згради, нешто што морам да кажам дека во изминатиот мандат од 4 години
за многу го намаливме, согласно податоците од Државниот завод за статистика, споредбено овој мандат и претходниот мандат бројот на издадени одобренија за градење е за 83% помал. Прва општина бевме што пренаменивме маркици за згради во паркови и беше пример, мислам дека го презема и други општини, тоа е во однос на делот на урбанизмот. Спречивме неконтролирано градење и мораше да направиме пресек. Се согласувам дека ни го отежнува финансирањето и редовното функционирање, зашто општините главниот извор на финансирање, таков е системот на финансирање на општините, главниот извор на финансирање од комунали за наплата на за изградба на нови згради, и тоа се промени последнава година од причина што добивме сериозна поддршка од владата за реализација на нови проекти, надоместувајќи го тоа што не дозволивме да се градат толку нови згради. Собрајќиот еден од проблемите пропратно кои што се јавуваат поради пренаселеноста, проблем се јавува и со места во градинките, проблем се јавува во училиштата, проблем се јавува во нормалното функционирање на жителите, секојдневното функционирање, и заради тоа и се фокусирав на изминатиот мандат на изградба на таква инфраструктура наместо на нови згради, со тоа што во новата програма, односно во новиот 4-годишен мандат, за што бараме поддршка од граѓаните, предвидуваме неколку конкретни и брзи решенија, конкретно во однос на сообраќајот што го споменавте. Тоа е изработка на нов сообраќајен режим за улиците во Стари аеродром и во Мичурин, онаму каде што е најгусто населено, со едносмерни улици, да искористиме постоечката инфраструктура која што имаме, изградени улици, за една лента за паркирање, велосипедска патека и една лента за движење со смирен сообраќај до 30 км на час. Ние можеме да правиме планови проекти за катни гаражи, за подземни гаражи, за монтажни гаражи, меѓутоа за тоа треба многу време. Веќе имаме постоечки изградена инфраструктура, која што ако правилно искористиме, можеме автоматски да го зголемиме и бројот на паркинг места и повеќе велосипедски патеки и да овозможиме нормален проток на сообраќај. А предвидено е нови паркинзи, нови катни гаражи? Да, монтажни гаражи во соработка со градот Скопје, имајќи предвид дека системот на наплата во општина Аеродром го менаџира јавното претпријатие Градски паркинг во градот Скопје. Предвидена е изградба на повеќе монтажни гаражи во Ново Лисиче, во Мичурин, во населбата Јане Сандански, делот на Бисер Капитал. Тоа е долгорочно решение, каде што ќе го зголемуваме бројот на паркинг места. Краткорочно, нешто што најбрзо може да го имплементираме е промена на режимот на сообраќај и овозможување на постоечката инфраструктура на нови паркинг места. Да, тоа звучи доста добро, но моите бројни пријатели, колеги кои живеат во вашата општина велат, прашајте го градоначалникот дали ќе гради нова градинка. Предпоставаме ракрана на сите општини, моите деца пораснаа, па нема веќе. Јас тоа не го чувствувам, но знам кога беа помали, тешко беше да се најде место во градинките. Веќе градиме една нова градинка, 12 нови занимални во Стари аеродром, во делот каде што е најгусто населен. Наскоро треба се тендерира од Министерството за социјална политика комплетно нова градинка во населба Лисиче, с големен капацитет за дополнителни 200 дечиња, што значи дека потребата во моментов од 400 дечиња кои што се на листа за чекање ќе ги решиме брзо, веќе до март едната половина со пуштање во употреба на градинката која што е сега во изградба. Ја започнавме минатата година во август, мислам дека месец, значи за година и пол ние добиваме 12 нови занимални и капацитет зголемен за повеќе 200 дечиња. За 2 до 3 месеци од сега започнуваме нова градинка во населба Лисиче. Од постоечкиот капацитет 200 дечиња, тоа е најстарата градинка во аеродром, која што е се уште во оние бараки градена после земјотресот. Ќе модернизираме, односно ќе изградиме комплетно нова со зголемен капацитет за двојно, значи 400 дечиња. На тој начин ние ќе го намалиме притисокот, односно очекувам дека за многу скоро време ние да дојдеме на листа на чекање на 0 дечиња во детските градинки во аеродром. Паралелно на тоа, во програмата ветивме и ќе развиваме систем на помали градинки на микролокации. Пример, жителите на Долно Лисиче немаат градинки и се приморени да ги носат или во аеродром или во кисела вода дечињата во градинка. Таму не треба голема градинка што бара огромна инвестиција, треба градинка со капацитет од 80 до 100 дечиња. Помала градинка која што е изводлива, реална и остварлива. Исто така во Мичурин, исто така во Острово. По изградбата на овие две големи градинки ќе се фокусираме на изградба на
градинки на микролокации каде што ќе им ги доближиме буквално градинките на родители. Значи помали градинки. Помали градинки со помал капацитет кои што ќе бидат точно наменети за населеното место каде што се градат. Добро, за крај и културата е во надлежност на градоначалникот. Ако не се лажам, аеродром се уште нема културен дом. Нема културен дом, да. Сега за ова, вие не сте виновни, нормално нема вас да ве прозивам, но пред 4 години разговарав со вашиот предходник Муцунски, кој рече дека готов се е спремно да се направи културен дом во кој ќе има и кино, и театар, и некои други места, како некој хаб за невладни организации, така натака. Тоа кисела вода во меѓувреме го доби, го имате и некои други општини, но аеродром, една од најголемите општини, најмногобројните општини во држава, се уште нема никаква култура. Имате ли тука подготвено нешто? За жал 20 години како постои општина аеродром, во делот на културата било многу малце посветено. Изработивме проект, тендериравме, подпишавме договори, наскоро почнуваме со изградба на првиот дом за култура, односно првиот театар, првата киносала, со капацитет од 250 седишта, со посебен мултимедијален дел, простор кој што ќе може да се користи за проекции, за презентации, за разни настани за потребите на граѓаните на општината, ќе се наоѓа во Ново Лисиче. Како општина имаме сопственост на простор од 1500 квадрати во рамки на спортскиот центар Марко Божиновски, простор кој уште Каде е точно тој простор? Тоа е во Ново Лисиче, Дупка, стадионче, да. Да, Дупката, да. Е Дупка, ја знаците е Дупка. Да. Простор кој што со години така стел. Уште во моментот кога е градена населбата Ново Лисиче, тој простор бил испроектиран за таа намена, дури е изграден и културно-спортски дел да биде некој. Под косина, кој што бил наменет за поставување на седишта за кино и театар. Благодарение на поддршката од владата, аплициравме, добивме средства, тендериравме. Со унгарскиот кредит? Да, со унгарскиот кредит, да. 100 милиони денари, за да го ставиме во функција тој простор, комплетна реконструкција, комплетна нова опрема, нова сценографија, ново озвучување, видеопроекции, се со цел да не зафаќаме нови зелени површини, да градиме ваков простор, да го искористиме она што го имаме, она што можеме да го ставиме во функција. Тоа и за тоа било наменето и проектирано. Така што верувам дека за не повеќе од 18 до 24 месеци аеродром ќе го доби првиот дом за култура, односно кино театар. Да, значи од сега на кино ќе одиме во Лисиче. За 2 години од сега во Ново Лисиче. Да. Дејан Митевски, благодарам многу. Посакувам, како и на сите други, и против кандидати и други кандидати, голем успех во изборниот процес. На крајот нека победи демократијата, а по изборите се надам дека повторно ќе се видиме. Апсолутно задоволство ми беше и благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Дејан Митевски, кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Пријатно.